Се проширува листата на основи за дискриминација. Од сегашните 18, листата се надополнува со нови 4. Во иднина ќе се одговара и за дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, општествен статус и четврта дефинирана како било која друга основа. Ваквите измени се продукт на дебатата за измени на Законот за заштита и спречување на дискриминација со цел функционално подобрување на истиот. Констатирани се одредени потреби од дополнување на законот, посебно во делот кој што се однесува на основите по кои може да се изврши дискриминација, а исто така се однесува и на професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација. На денешната дебата беа присутни представници на училиштата, со оглед на тоа дека меѓу децата постои висок степен на дискриминација по однос на материјален статус. Ние ги повикавме представниците од училиштата затоа што тоа е во надлежност на локалната самоуправа, училиштата, и сметаме дека и таму може да се појави дискриминацијата. Имавме проекти кои што се однесуваат токму на тоа, дека испитувавме дали учениците се запознаени со поимот дискриминација и по кој основ најчесто се врши дискриминација. Инаку, присутноста на дискриминацијата е еден од трите носечки фактори кои го утврдуваат индексот на демократија кој го мери Меѓународниот институт Економист од Лондон. Според овој индекс, Македонија е рангирана 95-та во светот, зад Кенија, Либерија и Уганда.